Почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Вечерашнава емисија ја започуваме со прилог по најавата на министерот за здравство Венко Филипче дека можно е во земјава да пристигнат и кинески вакцини, оти Pfizer ги едноставно ја забавуваат целиот процес на пристигнувањето на вакцините. Некои од европските земји дури отвориле и судски спорови. Здравствените власти во земјава сериозно разгледуваат можноста за набавка на вакцини против COVID-19 на кинеските производители Синовак и Синофарм, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Со помош на кинеската амбасада во земјава веќе се остварени контакти со тамошните производители на вакцини. Чекаме детали во однос на договорот, цената и испораката. И верувам дека до крајот на оваа недела сите овие детали ќе ги имаме. Сега не би сакал да зборувам за рокови, меѓутоа суштината е во тоа што очигледно е дека производителите кои први успеаат да излезат на пазарот, а тоа е Pfizer на пример, имаат проблем со капацитетот. Повеќе европски земји најавуваат и тужби поради неисполнување на договорите. Хрватска го прекина процесот на имунизација и тоа е нешто што не тера да работиме буквално на сите полиња, за да обезбедиме интегриран процес без пауза од моментот кога ќе почне имунизацијата, секако со сите овие безбедносни вакцини. Дециде на Филипче, според него проблемот не би требало да представува тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови. Сосема соодветни се документите, сертификатите што сите производители на вакцини ги имаат од своите матични земји. Во таа смисла, начинот на кој се евалуираат резултатите од клиничките студии, процесот на изработка на вакцините, конкретно овие за кои зборуваме, е одлично познат на нашите експерти. Токму тоа го анализира буквално за сите вакцини кои се сега на пазарот, како што нема никаква административна пречка и секако дека нема да има сомнеж во нивниот квалитет. Сепак Филипче смета дека земјава не треба да се откажува од планираните дози преку COVAX системот, зашто е најавен состанок в петок на кој треба да се прецизира кога и колкава количина вакцини ќе дојдат во земјите кои аплицираат преку овој механизам. Се чека и одговор на Pfizer во делот на деталите од договорот и дозвола за количините кои треба да стигнат од Србија. Најава за можно набавување на вакцините од Кина доаѓа во услови на доцење на испораката на вакцините на Pfizer и на другите западни производители, зашто некои држави членки на Европската унија најавија и судски спорови. Филипче смета дека се обидуваат да обезбедат количини од сите производители за кои ќе почне процесот на имунизација, а секако и да нема пауза. А што велат струмичани? Дали доколку би пристигнала некаква вакцина во земјава, би се осмелиле да се вакцинираат и зошто, доколку не? Дали би се вакцинирале против COVID-19? Не. Зошто? Нема причина. Дали би се вакцинирале против COVID-19? Не. Зошто? До сега не сум се вакцинирала, не мислам да се вакцинирам. Тоа е затоа што не верувате во вирусот или? Верувам, ама не би. Против COVID-19. Како? Дали би се вакцинирале против COVID-19? Па најверојатно да. Така, зошто? Затоа што се занимаваме по професија правам истражување и дека сите научни истражувања покажуваат дека за да ја надминеме оваа криза би требале да се вакцинираме со оваа вакцина. Кажете ми, дали би се вакцинирале против COVID-19? Не, Зошто? така. Не верувате во вирусот? Не верувам. Това се лак за пуштено узгор од Америка и за това народа се разболва и толку умира. Значи не би се вакцинирале? Не, никој пат. Ни на фамилија, ни на мене, на никој. Никој не се вакцинира. Не е убаво това. Тие што ја вакцинират право умират. Чујали сте за това? Дали би се вакцинирале против COVID-19? Да. Зошто? Вот е полезно за тоа. И се вакцинира стално, секое време. Почне вакцинацијата во Македонија би се вакцинирале така? Првки тако треба ќе одам. И да се вакцинирам. Кажете ми, дали би се вакцинирале против COVID-19? Сумњива работа. Тука много има далавери. Това освен некој испитно, ама гледаш има некои смртни случаи од вакциниран. Доктор Америка вакциниран од COVID па умрел. И как ќе бидеш сигурен за тие вакцини? Това не е испитно, така да сумњива работа. Добре. Дали би се вакцинирале против COVID-19? Не. Дали би се вакцинирале за COVID-19? Не. Зошто? Не сум излезела. Не сум излезла и за това малку тешко.
Дали би се вакцинирали против COVID-19? Не. Вакцинирали против COVID-19? Да. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Да. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Да, би се вакцинирал. Затоа што верувам во науката и верувам во излечивоста на болеста само со помош на вакцина. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Да, Защо? заради мое здраве и здравето на другите, луѓе околу нас. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Тоа по-тешко ќе дојде до другите, ама опасноста малку се гледа дека никој не знае, ама има разни контрвензии и никој не знае што да направи. Вие би се вакцинирали ли? Моите години може и не требам, ајде да биде заштитени од таа болест. Некој, јас сум сепак у поминете години. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Не сум се уште. Не, дали би се вакцинирали Да, докато веќе почне да, вакцинацијата да, во Македонија? да. Зошто? Поради моја безбедност, здравствена безбедност. Кажете ми, дали сте вакцинирали против COVID-19? Не. Зошто? Па не знаем последиците кои се. Дали би се вакцинирали против COVID-19? Не. Зошто? Оти сум алергична. Браво! Дали се вакцинирали против COVID-19? Да, нормално. Во продолжение предлагам да го погледнеме интервјуто со новата директорка на јавната здравствена установа Општа болница од Струмица, доктор Катерина Кузмановска, која што зборува за предизвикот кој што стои пред неа како директор на Општа болница Струмица во време на пандемија со COVID-19. Директорке, добар ден. Ова е прво интервју за нашата телевизија и официјално како директор на ЈЗО Општа болница Струмица. Би сакала да ве запрашам. Ги оставивте децата под наводници и го прифативте предизвикот да бидете прв човек кој што ќе раководи Општа болница од Струмица. Предизвик голем, која е она мисија која што вие ќе ја водите и што е она кое што беше пресудно за да одлучите и да го прифатите предизвикот за водење на Општа болница Струмица со оглед на фактот дека во моментов имаме и епидемија. Ви благодарам за честитките. Значи, на ова место јас доаѓам после пензионирањето на доктор Наки Гогов. Значи, заминува во пензија. Јас му благодарам за сето тоа што го има дадено целиот свој допринос како лекар, невролог во Општа болница Струмица, потоа како директор во последните неколку години. И јас продолжувам оно каде што тој застана. Значи, да раководиш со една ваква институција како што е Општа болница Струмица и било која друга здравствена установа е огромна чест од една страна, од друга страна огромна одговорност. Работиме со доста сензитивна популација, значи од едната страна ни се пациентите, од другата страна ни се здравствените работници, ние мораме заедно да функционираме. Јас сум посакувам на доктор Наке спокојни пензионерски денови. Го повикувам секојаш да биде тука, за да размениме мислења и искуства од она кој што го имал во претходниот период. Затоа што работата во здравството е еден континуитет во работењето. И не само од страната на директорот, туку и од страната на сите мои колеги здравствени работници, затоа што ако сакаме да бидеме успешни, можеме да бидеме само ако работиме тимски. Нашата работа е тимска. И колегите, и медицинските сестри, значи целиот персонал во болницата. И ме прашавте, јас морам да кажам, значи нема да го напуштам моето место на педиатрија. Понатаму ќе се обидам да продолжам да функционирам и на мој термин и да дежурам, затоа што имам само тројца колеги педиатри во моментот. Да, јас бев одсутна еден период од 3,5 години, бев пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Меѓутоа, мој предизвик секогаш била професијата како лекар и мислам дека тоа ми беше основната мотивација, значи таа што ми ја дават мотивацијата, јаланот, силата што ми ја дават пациентите, тоа што ме врати да бидам повторно овде и нема да се откажам да бидам со нив, им стојам секогаш на располагање. Ќе продолжам да функционирам колку се моите можности и на оддел за педиатрија и овде и се надевам дека заедно со моите колеги ќе направиме да Општа болница Струмица биде во интерес и ги пружа сите оние услуги кои што треба да ги пружа една ваква болница и кој што покрива еден огромен југоисточен регион. Изминатата година се соочивме со COVID-19, но не застана COVID-19 и во моментов се уште имаме пациенти кои што се позитивни и секако под хоспитализација. Каква е во моментов состојбата во Струмичката болница, иако е, пак ќе повторам, премногу рано како директор на болницата да знаете буквално се што се случува, но бидејќи не сте
човек од надвор, сепак сте и лекар во болницата долги години. Каква е во моментов состојбата со COVID-19? За жал, не само Република Северна Македонија, значи цел свет се соочува со COVID пандемијата. Беше доста тешко. Јас се заблагодарувам и на претходниот директор и на сите здравствени работници, затоа што сме многу малку, колку сме толку сме, меѓутоа успеавме во изминатиот период да се справиме со проблемите кои што произлегоа и во однос на просторот. Знаете дека беа приспособени хируршките амбуланти за дополнителни легла за COVID пациенти, кои што некаде околу 20 ги дополнуваа леглата кои што веќе ги имаме на одделот за инфективни болести. И огромен број на пациенти поминаа. Овозможивме со персоналот кој што го имаме и покрај тоа што имавме доста и кои што беа болни од COVID, успеавме некако заедно со специјализантите да им пружиме колку можеме здравствена услуга на оние кои што им беше потребна и во дневна болница и на лежачките пациенти. Јас се надевам спрема податоците кои што ги имам овие денови дека постепено бранот се намалува. Имаме помал број, сме имале по 100-120, сега бројот е многу помал. Во моментот имаме 6 хоспитализирани, 16 на дневна болница. Од нив 5 имаме на кислородна поддршка. Јас се надевам дека во наредниот период нема да имаме зголемување, меѓутоа тоа зависи од сите нас. Значи понатаму мора да се придржуваме на сите оние мерки, држењето на дистанца, носењето на маска, одржувањето на хигиена на рацете, да се надеваме дека во наредниот период нема да имаме нови пикови, ако тоа ни се случи, веќе сме подготвени со модуларната болница. Струмичката болница доби COVID центар како и многу други градови и болници низ земјава. До каде се активностите околу новиот COVID центар и кога се очекува да бидат трансферирани пациентите? Да, во модуларната болница, така, значи требаше да биде овие денови отворена, меѓутоа поради некои дополнителни обврски кои што ги имаме за средување на надворешниот простор, јас се надевам дека за краток период ќе биде, не сакам да карикирам, може би една недела отворена и модуларната болница. Комплетно е опремена, има капацитет од 37 легла. И ќе можеме, ако евентуално е бројот на пациентите помал, да тие пациенти од COVID центарот кој што не е во хируршките амбуланти го префрлиме, значи, во модуларната болница, за да можеме да ги ослободиме овие амбуланти и да може полесно да функционира амбулантскиот дел и се разбира мој термин кај лекарите за лекување на другите диагнози. Јас сакам да се благодарам и на специјализантите кои што навистина активно се вклучија, млади лекари во работата во COVID центарот, затоа што имавме тројца инфектолози, значи еден имавме одсутен. И тие навистина дадоа голем придонес за да можат да го пополнат тој број на лекари кои што навистина недостасуваа. Имавме размена со лекари од другите градови, од клиника. Поминавме низ тежок период. Јас се надевам дека нема да дозволиме да ни се случи повторно тоа и сепак зависи од сите нас. Доктор, јас ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека и понатаму ќе имаме соработка и навремено ќе ги информираме пациентите, но и граѓаните што се случува со Струмичката општа болница. Ви благодарам на вас. Ние сме секогаш тука на располагање за било кои информации и за вас за информации, се разбира за пациентите. Се надевам дека во наредниот период ќе помине овој бран со короната и конечно ќе можеме во новата апаратура која што имаме да овозможиме да пациентите добиваат здравствени услуги тука и да не патуваат на страна во Скопје и во другите градови. Тоа е нашата цел во идниот период. Значи да можат тука да ги обавуваат сите оние здравствени услуги, диагностички процедури кои што им се потребни за лекување и за диагноза. А во продолжение и прилогот кој што го подготви вчера колешката Сузана Мицева за каква е состојбата со новородените бебиња во Струмица со веќе поранешниот директор на болницата. 860 новороденчиња во 2020 година. Ова е статистиката на Струмичката општа болница. Според неа, бројот на бебиња секоја година е се помал за околу 10%. Бројот на раѓањата за една година секоја година 10% фактички помалку. Кога имаше 1400 родени деца,
Сега, секоја година 10% помалку, значи 1400, 1200, па 1900, сега сме 860 родени деца, така што опаѓа бројот на раѓањето во болница. На родилиштето во Струмичката болница сепак работата се одвива непречено. Стручниот тим вели дека таму е безбедно за родилките и бебињата. Сепак грижата за родилките е непрестаната, непрекинато се одвива, нема тука враќање, нема чекање, тоа не се чека, тоа кога доаѓа си тече работата. Се раѓаат деца, се исто како да не било ништо. Мислам да не е короната присутна. Сепак тоа се заштитени и мајките и персоналот, така да немат страф од други заболувања. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во третото тримесечие од 2020 година во споредба со истиот период од претходната година е намален за 5,2% и изнесува 5141 живородено дете. Бројот на умрените лица во третото тримесечие од 2020 година бележи зголемување од 15,3%, во споредба со истото тримесечие од 2019 година и изнесува 5419 лица, а од нив 23 се умрени доенчиња. И последна информација во ова издание на емисијата Тевординација е дека во Гевгелиската брза помош пристигна ново амбулантно возило како донација од општествено одговорна компанија. Гевгелиската болница од денеска е побогата за уште едно амбулантно возило. Локалната компанија Ноел и подари ново возило марка Volkswagen на општата болница. Директорот на болницата вели дека возилото е важен ресурс за навремен и безбеден транспорт на пациенти и добре дојден во сегашната ситуација. Со ова донација, со вакво возило, многу ќе го подобриме квалитетот на транспортот на нашите пациенти, исто така и комодитетот, како и подобрени услуги во однос на транспортирањето до соодветни здравствени установи. Истовремено можам да кажем дека со ова Гевгелија се здобива со една квалитетен фонд на возила или квалитетен возен парк кој што многу ни помага во транспортирањето на возилото до установите, претежно до Скопје. Општината вели дека во овој период кога градот се соочува не само со пандемија, туку и тешка економска криза, општествената одговорност на компаниите е многу значајна. Јас сум среќен денеска што како градоначелник на општина Гевгелија присуствувам на ваков еден чин. Мило ми е и го поздравам потегот на собственикот и на менеджментот на Ноел да сето ова донација биде ставена во функција во вид на возило, се подобрува возниот парк во Гевгелија, али битно се подобруваат условите кои општата болница Гевгелија и услугите кои ги испорачува на граѓаните на општина Гевгелија. Нам ни е многу драго што во вакви моменти може да ја направиме оваа донација. Ноел на собствениците, на менеджментот и на сите вработени ни е многу драго што сме во состојба да го подариме ова на нашиот град и на нашата градска болница. Ноел во изминатите 30 години многу пати ја има докажано својата општествена одговорност, но воопшто не е важно тоа да се набројува, ниту да се промовира. Ние сме само среќни што може да го направиме ова за нашиот град и дека добро ќе им служи. Гевгелија во моментов е порелаксирана кога станува збор за справување со пандемијата со COVID-19. Бројот на новозаразени се намалува, како и на лицата кои што имаат потреба од болничко сместување. Ова беше се што подготвивме во новото издание на емисијата Тевординација. Останати понатаму со Канал Вис, се гледаме наредната среда.